вечер, Атанаси. Слушила и се на майка му, иначе денеска се фатени на дело. Добро вечер. Емисија со Лесно буревестник на М телевизија. Јас сум вашиот водител Зоран Божиновски. Вечерва имаме многу интересна тема за ликот и неделото на Ванчо Чифлиганец, некогашен рударски инженер, денес бизнис во градежништвото и банкар. Лека полека Фатмир Етеми и Ванчо Чифлиганец освојуваат простор. Со пари и злато украдени од нас ги купуваат и освојуваат Комерцијална банка и Македонија Турист. Денес ќе свртам внимание на јавноста на Ванчо Чифлиганец, бивш рудар од родовишкото село Раклиш, рударски инженер и некогашен генерален директор во рудникот Бучим, богат со бакар, сребро и злато. Преку него владата на Бранко Црвенковски и Киро Глигоров на почетокот на 90-тите години после осамостојувањето од рудникот Бучим во рудникот Бор во Србија пласираше јеловина од злато и сребро за сепарација. 40 тони нежи госано злато никогаш не е вратено во Македонија. Продадено е од Чифлиганец и Бранко Црвенковски на црниот пазар некаде во Европа. Бившата воена разузнавачка служба на ЈНА КОС во Бор го имаше инсталирано македонецот Благое Спасковски и таму како директор на рудникот Бор тој се задржа скоро 40 години, се до присилното пензионирање пред неколку години од страна на екс-председателот на Србија Тома Николич и актуелниот Александар Вучич, кога кинези го превземаа овој рудник. Благое Спасковски и бизнис партнерот на Чифлиганец во Јака Радовиш, Јовица Стефановиќ Нини, викан Нини од Лесковац, се двете главни алки во кршењето на меѓународното ембарго во СР Југославија. Најчесто прекршувано со шверц на нафта и цигари од територијата на Македонија. Најголем дел од парите од тоа прекршување на меѓународното ембарго никогаш не се вратени во Македонија, заради што и се случи атентатот на Киро Глигоров во 1995 година. Атентатот врз Глигоров, случен таа година на 3 октомври пред хотел Бристол во Скопје, се случува еден ден после неговата посета на Белград и средба со Слободан Милошевиќ, на која председателот Глигоров од домаќинот барал да ги врати сите пари на Македонија од трговијата за време на санкциите врз СР Југославија и 40 тони злато од Бор и Мајданпек македонска својина. Една ноќ пред атентатот во хотел Бристол во Скопје вечерале заедно Ванчо Чифлиганец, Јовица Стефановиќ Нини, Данчо Шутурков и една русокоса љубовница на Чифлиганец, чиј идентитет сега е небитен за јавноста. Тема била посетата на Глигоров на Милошевиќ, што да прават со девизните милиони кои Милошевиќ не ги враќа од шверцот на нафта и цигари, што да се прави со златото и среброто од Бор и Мајданпек, собственост на Македонија. По вечерата Шутурков и Стефановиќ си заминале од хотелот, а Чифлиганец и русокосата љубовница останале да преспијат во хотелот, го напуштиле следниот ден, неколку часа пред атентатот врз председателот. Инаку, освен што е еден од најголемите акционери во Комерцијална банка заедно со Фатмир Етеми, Чифлиганец, освен што заедно двајцата работат оваа банка наскоро да стане Косовска банка, наместо Комерцијална, а работат и Македонија Турист да стане Косово Турист, Ванчо се прослави низ Македонија највеќе како градежник. Еве го рецептот. Додека бил директор во рудникот Бучим
Имал канцеларии во трговскиот центар Мавровка. Тоа е периодот кога е шеф на транспортот на бакарен концентрат кон Бор и Мајданпек. Таму била вршена сепарација на бакар, злато, сребро и платина. Ванчо Чифлиганец средувал во фактурите за испорака да се впишува скоро двојно поголема концентрација од овие благородни метали во однос на пропишаната со закон. Златото, среброто и платината останувале во Бор и Мајданпек во Србија, а бакарот како готов производ бил враќан и пласиран во фабриката за кабли 8 ноември во Неготино. Подоцна, фабриката за кабли беше брутално приватизирана, ограбена и превземена од транзициони тајкуни криминалци кои денес глумат големи бизнисмени. Златото, среброто и платината во најголем дел останувале во Србија, од каде се препродавани на црни пазари низ Европа, главно во Италија. Еден дел, бидејќи имал слободен премин на границата со Србија, Чифлиганец си го носел во Македонија, го криел по сефови, по шахти во подруми од зградите кои ги градел, па повремено кога имал потреба да инвестира во изградба на станови и деловен простор, од сефовите и шахтите вадел злато и сребро, ги препродавал на црн пазар, па инвестирал во станоградба за да ги испере тие црни пари. Годишно, од Бор и Мајданпек за своји лични потреби, тоа за потреби на неговиот црн стамбено-деловен бизнис, Ванчо Чифлиганец во период после осамостојувањето до заминување од рудникот Бучим годишно имал внес во Македонија по 40 кг злато, непознато количество на сребро и платина. Ги чувал во подрум во зграда изградена во населбата Тафталиџе во Скопје. За првите 3 стамбени згради кои ги изградил кај Машински факултет на 50-та дивизија кај МВР и 2 згради на булевар Србија, вградил муфте бакарни жици за инсталации на овие стамбени згради, одземени од фабриката за кабли од Неготино. А од македонското злато кое го препродавал, си купил скелиња со кои можел да покрие работа на 20.000 квадратни метри површина, а си купил и 10.000 квадратни метри опрема за шалување. Кога се префрлил од рударскиот бизнис во градежниот, за првите 30 стамбено-деловни комплекси, некои од нив со по 90 до 100 станови и деловни простори, имал 100% подготвен муфте материјал со градежно земјиште купено по крајно багателни цени. Бранко Црвенковски, Киро Глигоров, подоцна Никола Груевски, владиката Стефан и другите лажни величини од Македонија му биле другарчиња и содружници. Нормално, сето на сметка на граѓаните кои секогаш гласаа за гореспомнатите лажни политички величини или бацуваат рака кај дедо и неговите колеги владики. Кога било најтешко, кога почнал Чифлиганец да ја гради својата прва зграда кај Машински факултет, ангажирал на црно 75 мајстори, дзидари и плочкари од Радовиш и околината. Работеле по 12 часови дневно, сместени по влажни подруми, рмбале за скромна дневница, практично кулучеле. Им ветил дека тие што ќе се покажат и докажат како највредни, ќе добијат од него по еден стан, вработување во рудникот Бучим за членови од семејството, а им најавил дека рудникот порано или подоцна ќе го приватизира и ќе биде негов. Само 5 од мајсторите подоцна добиле станови, ама не на подарок, туку на кредит, а тој им бил гарант. Становите биле под хипотека додека да ги исплатат. Кредитите нормално им ги подигнал во Комерцијална банка. Од тие први 30 стамбени згради со деловен простор, изградени од муфте материјал купен со злато и сребро, украдено од граѓаните редовни гласачи на неговите другарчиња од СДСМ и ДПМН и возлюбени празниколюбци на дедо Стефана, Чифлиганец со стамбени единици си купил банкари, обвинители, судии, министри, инспектори од разни сектори и слични лажни величини.
Најголем процут на неговиот криминален градежен бизнис доживеа за време на владењето на сватоштините Заеви. Децата, неговиот син и ќерка од семејството Заеви ќе си се земат. Љубовта била голема, а Ванчо од екс-премиерот Зоки Заев ја доби на подарок Агенцијата за катастар, каде на директорска функција го инсталираше својот внук, син од сестра Борис Тунџев. Сменете Тунџев пред известно време од кадар на Христијан Мицковски, ама после директорувањето на Борис Тунџев и сработеното за Вујче Ванчо, актуелниот директор Иван Живковски во катастарот може само да брка муви и да ги лапа, ако е вешт по некоја да залови. Јас сум вашиот водител Зоран Божиновски на вечерашното издание на емисијата Со лесно буревесник на М телевизија. Драги гледачи, имајте пријатна вечер.